Благодарам, почитувам пратеник. Не ми се допадна формулацијата интерес на мене како пратеник. Ова е интерес на Радовиш, ова е интерес на Радовишани, ова е интерес на Република Македонија. Значи, не може да сватете дека инфраструктурата е и текако битна за развој на еден регион. Ако немате директно поврзување на Радовиш со Берово, тоа треба да го направите. Алтернативните поврзувања не ви овозможуваат краток пристап до општина и не ви овозможуваат развој на регионот. Значи, јас зборувам за развој на регионот Радовиш-Берово. Мора да има тука пат, квалитетен, за да може луѓето да пристапат до регионот и соодветно да го развиват истиот. Не може вие да идете од Радовиш до Струмица, до Берово и по никаков пат, кој не е преоден најмалку 4 до 6 месеци во годината, затоа што е земјен, затоа што го носи водата, е несоодветен, за да може да стигнете до одреден имот. И не можете со такви земјоделски, со такви шумарски патишта да развивате туризам. Тука го посетуваат планинари, го посетуваат велосипедисти, го посетуваат најмногу овие што се турите со джипови. Значи, не можете да пристапите со возило. Во такви околности немате развој на тој регион. Не знам како да ви објаснам дека регионот се развива првен со инфраструктура. И сега вие ми кажувате приказки на мене дека нешто ќе се развие ако не може да пристапите до него. Никогаш тоа нема да се случи. Едноставно ќе го гледате од страна, ќе ги гледате убавините на просторот, ќе ги гледате благодетите на просторот, ќе ги гледате потенцијалот на просторот и никогаш нема да го исползувате тој простор. Рековте за развој на туризмот. Не е само туризмот. Тука е развој на земјоделието, тука е развој на шумарството. Тука е потенцијален развој на многу други останати гранки за да може тој простор правилно да се развива. Не научивте дека инвестирањето во инфраструктурата е клучно. Тоа што ви даваат бројки од вашиот штаб воопшто не соодействува со реалноста. Значи, како можете на исто место да направите збир од изградба и реконструкција? Знаете ли што значи изградба? Знаете ли што значи реконструкција? Па како може да ги ставите на исто место? А не се на исто. Вие рековте изградба и реконструкција 2017-2019 487 км. Реконструкција знаете ли што е? Реконструкција може да биде една дупка да направите на еден пат, да ја поправите и да речете го реконструирав патот. Од 5 км, а вие сте направили една дупка. И тоа го правите. Значи, не можете да ставите еднаквост помеѓу изградба и реконструкција. Тоа е како баби и жаби да направите збири да кажете на крајот колку имате. Што имате? Треба да кажете, изградивме толку патишта, толку локални, толку магистрални, толку регионални, толку автопатишта, реконструиравме толку патни правци во должина од толку и направивме таква и таква инвестиција. Тоа што вас ве буни и што е замката под реконструкција, социјалдемократскиот сојуз подразбира крадење на пари. Значи се прикажуваат реконструкции на постоечки патишта каде што се инвестира многу малку, а се прикажуваат многу големи средства. Затоа се толку интересни тие реконструкции за вас, почитуван пратеник. Затоа немате изградба на патишта, затоа што тоа е опипливо, тоа е измерливо и тоа може секоја ревизија да ви каже колку материјали инвестиравте во тој пат, дали се вистинските материјали, дали соодветно е постапено по проект, дали ова е ревидирано, дали на крај некој се потпишал дека ова функционира. Затоа вие прибегнувате кон така наречени реконструкции кои се делумни и служат само за перење на пари.
Затоа немаме развој на инфраструктурата. На крај краишта, реконструкцијата на патиштата е сосема природна појава и сосема нормална работа во инфраструктурата. Таман работа ако не ја одржувате и реконструирате постоечката патна мрежа. Прашање на време е кога водата, мразот ќе ви ги однесе патиштата. Значи, научете ги тие работи и немојте да ја замајувате јавноста, затоа што вие кажавте 503, 487 километри, 270 километри за 2022, не кажавте колку километри, знаете ли колку е тоа? 1000 километри. Знаете ли што е 1000 километри? Цела Македонија. И тука ставате и изградба. Научете ги овие работи пред да коментирате затоа што испаѓате смешни, односно ве манипулираат пред камера да кажете нешто што не е така. Во однос на тоа што рековте дека е криза. Напротив, баш затоа што е криза, мораме да ја градиме инфраструктурата затоа што инфраструктурата представува капитален објект. Градењето и вложувањето во инфраструктура значи раздвижување на градичниот сектор. Значи развој на многу други сектори кои се поврзани со градежништвото. Понатаму, кога еден објект го изградите и ќе го ставите во функција, тој треба да донесе импут, дополнителен развој во државата. Пред се преку движење на луѓето, полесно, преку развивање на одреден регион. Затоа полуодговорот го употребив да ви направам компарација и да сватите што е ЕУ политика. Развивање на целиот простор, без развивање на целиот простор и исползување на сите потенцијали на еден простор, на една држава, немате развој. Ние можеме да се правиме дека сме многу зависни од било што, меѓутоа кога ќе дојдат кризи, сваќаме дека зависноста и отворениот празар се завршена работа. Либералниот однос на економијата е завршена работа. Мора економиите повторно да се вратат кон националните и кон собствените ресурси. Не 100%, ние сме подписници на многу договори, меѓутоа сами да се обезбедиме доволно храна, да не бидеме во ситуација гладуваме или одредени производи воопшто да ги нема одредени ситуации, сами да се обезбедиме енергија за да функционира општеството, да не се доведеме во ситуации на рестрикции и на тој начин да нормално тука и здравството видовме од ковид кризата што се случува, па понатаму да правиме муабет за држава. Затоа се овие амандмани добронамерни, се со цел развој на регионот, на Радовиш, на Република Македонија. Се надевам дека ќе се преиспитате во вашите коментари, доаѓате од друга општина со цела должна почит, нека се развива и Кавадарци, меѓутоа немојте да го стопирате развојот на Радовиш, барем немојте вака на јавна сцена. Благодарам.